Власта и покрај противењето на опозицијата сериозно влегува во процесот на уставни измени. Во фаза на финиширање формирањето работна група која ќе треба да го формулира текстот на амандманите. Според најавите од Министерството за правда се очекува ова тело во кое ќе учествуваат универзитетски професори, правни експерти и представници на партиите да биде формирано до крајот на следната недела. Новиот министер за правда Кренар Лога денеска за ова прашање разговарал и со ВД германскиот амбасадор Ото Граф. Министрот информираше дека преамбулата на уставот е приоритет и дека се очекува во наредниот период да се формира експертска група која ќе ги подготви измените, соопштуваат од правда. Она што недостасува во сложената политичка равенка неопходна за успех на процесот е поддршка од опозицијата, која засега останува на ставот дека нема да учествува во експертската дебата, ниту пак ќе биде за кога ќе треба да се гласа во парламентот. Но и покрај ова, ниту мнозинството кое ги нема потребните пратеници за заокружување на процесот на уставни измени не отстапува, зашто зборува и вчерашниот настап на премиерот. Уставните измени нема да се одложат со почетокот на со формирањето на експертската група и со нивната работа практично ќе започне процесот, кој што потоа ќе влезе нормално и во процедурите кои што се пропишани со закон. Се согласуваме дека нема одлагање, веднаш да ги стави уставните измени на дневен ред. Така од ВМРО ДПМН веднаш му одговорија на Ковачевски предизвикувајќи го ако смета дека неговата коалиција е доволно силна, уставните амандмани што е можно побрзо да влезат во собраниска процедура. Во јавната дебата се вклучи и шефот на државата и тој со повик до ВМРО ДПМН. Мислам дека грешат и затоа уште еднаш и од оваа позиција ги повикувам да се вклучат и на експертско и на политичко ниво да ги кажат своите аргументи. Пендаровски, кој ќе номинира свој представник во работната група, изјавата ја даде во присуство на австрискиот претседател Александар Ван дер Белен, кој прати јасна порака до пратениците од опозицијата во вчерашното обраќање во парламентот. За да продолжи проширувањето, сега е потребен уште еден видлив знак во вид на промена на уставот. Сакам јасно да кажам, не верувам дека е реалистично дека договорот од јули 2022 одново ќе се преговара. Денеска од опозицијата нема реакција на пораката од Ван дер Белен, која ако подобро се анализира е безмалку иста со онаа која минатата седмица исто така во Скопје ја испорача шефицата на германската дипломатија, дека партиските интереси не може да се над државните. Им се обраќам на сите учесници, до сите демократски партии праќам порака. Искористете ги сите расположливи средства за процесот да може да продолжи во наредните месеци. Постапката за измена на уставот поминува низ 3 фази. Во првата, парламентот со двотретинско мнозинство носи одлука за пристапување кон измена на уставот. Во втората фаза се утврдуваат нацрт амандманите за што е доволно мнозинство од вкупниот број пратеници, или 61. Третата и последна етапа е усвојување на амандманите за што повторно е неопходно двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласа, кои власта без поддршка на ВМРО ДПМН ги нема. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.